Добар ден, почитувани гледачи, го следите вториот дневник на К3 телевизија. 4-годишното дете кое пред една недела беше удрено со автомобил во Куманово, почина во клиничниот центар во Скопје. Детето настрада кога возило намерно удри во него и во неговите родители пред здравствениот дом во Куманово, како продолжение на расправијата која почнала во амбулантата. Почина детето кое беше прегазено пред здравствениот дом во Куманово, пренесуваат медиумите. 4-годишното дете беше прегазено на 25 јуни, додека било на лекар со своите родители. Пред самиот настан во чекалната во здравствениот дом настанала расправија помеѓу таткото на детето и лицето Б.И, која истата ја продолжиле и надвор. Тогаш Б.И со својот автомобил марка Мерцедес свесно удрил во родителите и детето и веднаш избегал од местото на настанот. По укажаната медицинска помош детето веднаш било пренесено на детската хирургија во Скопје, но по неколку дена тоа им подлегна на повредите. Основниот суд од Куманово на Б.И му одреди мерка притвор во време траење од 30 дена. Едно лице е тешко повредено во сообраќајна несреќа со мотор Honda, кое што се случи вчера околу 15 часот на регионалниот пат меѓу Куманово и Скопје во селото Уминдол. Во текот на вчерашниот ден околу 15 часот на регионалниот пат меѓу Куманово и Скопје во атарот на селото Уминдол се случи сообраќајна незгода во која што тешко е повреден ЗВ од Куманово, управувајќи мотоцикл Honda, информираат од Министерството за внатрешни работи. Мотоциклистот загубил контрола над мотоциклот, излетал од патот и удрил во дрво, а потоа во бетонска бандера. Во незгодата возачот се здобил со тешки телесни повреди, пошто бил пренесен во општата болница во Куманово, од каде поради сериозноста на повредите бил пренесен во ургентен центар во Скопје. Вишо пребрзо возиш. И тука карши изгуби контрола с моторот. Одете у канал и од канал не е искочил више право бандера доле. Од бандера мотор му остана 30 метра летее у вазу. Цели искршен. И рука, и нога, и глава. Кој знае, па брза помош дојде брво. Интервенција на случајот бележат и пожарникарите кои што го гаснеле мотоциклот кој по ударот се запалил. Увид на местото на настанот извршила екипа од секторот за внатрешни работи Куманово и се работи на целосно расчистување на случајот. Вкупно 73 мигранти од Авганистан, Сирија, Пакистан и Бангладеш утринава околу 6 часот биле откриени на локалниот пат од село Речица кон Ваксинце, информираат од Министерството за внатрешни работи. Вкупно 73 мигранти од Авганистан, Сирија, Пакистан и Бангладеш утринава околу 6 часот биле откриени на локалниот пат од село Речица кон село Ваксинце, информираат од Министерството за внатрешни работи. Мигрантите биле откриени при контрола од страна на полициски службеници од полициска станица за граничен надзор Белановце на товарно моторно возило марка Волво со скопски регистарски ознаки, управувано од МД 35 години од Велес, кој мигрантите ги превезува за паричен надоместок. Истото е приведено и во моментов се врши разговор. Известен е јавен обвинител за понатамошна постапка. Се работи на целосно расчистување на случајот. Пожар во ресторан, запален мотоцикл и 2 интервенции на запалена сува, трева и жито вчера бележат припадниците на територијалната противпожарна единица Куманово, информираат од регионалниот центар за управување со кризи. Пожар во ресторан, запален мотор и 2 интервенции на запалена сува, трева и жито вчера бележат припадниците на територијалната противпожарна единица Куманово, информираат од регионалниот центар за управување со кризи. Во период од 13 часот и 30 минути до 14 часот со 5 пожарникари и 1 противпожарно возило интервенирало гаснењето пожар кој избувнал во ресторанот Цитадела, лоциран на улицата Народна револуција. Пожарот избувнал од фритеза, а настанатата материјална штета допрва ќе се утврдува. Со 1 противпожарно возило и 4 пожарникари, пожарникарите интервенирале на запалена сува трева во селото Војник во период од 14 часот и 30 минути до 15 часот и 25 минути. Причината за пожарот како и висината за материјалната штета допрва ќе се утврдуваат.
Во селото Уминдол гаснеле мотор кој движејќи се со огромна брзина удрил во електричен столб, пошто истиот се запалил и е тешко повреден. Интервенцијата на пожарникарите траела од 15 часот и 20 минути до 15 часот и 50 минути, а лицето поради сериозноста на повредите здобиени од пожарот истото било пренесено на Скопската клиника. Исто така вчера со едно возило и тројца пожарникари било интервенирано на опожарена сува трева кај Спомен Костурница. Заврши активностите од проектот Граѓанско учество во рурални средини, кој што во изминатите 11 месеци се имплементираше на територија на Североисточниот плански регион. Проектот содржеше низа активности кои делуваа кон поставена цел јакнење на капацитетите на младите и жените од 15 до 24 години и зголемување на свеста за граѓански активизам. Организацијата Норгесвел Крива Паланка во партнерство со Сдруженијето Центар за рурален развој Бујрум Куманово, Сдруженијето на граѓани на локална акциона група за рурален развој Гласот на селото Куманово и Фондацијата за развој на локалната заедница Штип во изминатите 11 месеци го имплементираа проектот Граѓанско учество во руралните средини на територијата на Североисточниот плански регион. Проектот е имплементиран благодарение на УСАИД и проект за граѓанско општество кој е спроведен од страна на Фондацијата Отворено општество Македонија. Проектот содржеше низа активности за зајакнување на капацитетите на младите и жените од 15 до 24 години од руралните средини во Липково, Старо Нагоричане, Кратово, Куманово, Крива Паланка и Ранковце, како и младите од источниот Штипски регион. Неопходно е поттикнување на граѓанскиот активизам преку формите на непосредно учество во одлучувачките процеси со цел постигнување на позитивни општествени промени во руралните средини, истакна Даниела Анастасовска, координатор на проектот. Имаме представници од општини, имаме представници од јавниот сектор, од приватниот сектор, како и младите кои што редовно не следат сите наши одбори. Има разлика помеѓу Североисточниот плански регион и регионот во Штип, каде што можеме да видиме дека младите се далеку понапред со своите идеи, размислувања и активноста на ова поле. Преку конкретни мерки постигната е целта за подигнување на свеста кај младите да бидат погласни во барањата за решавање на проблемите во нивните заедници, но и пошироко во регионот, зашто јасно говорат неколкуте примери во кои младите поднеле иницијативи до надлежните институции, дел од кои веќе се позитивно решени. Младите се покажаа како доста активни, со тоа што беа изготвени билтен и барања за нивните потреби. Барањата беа поднесени до релевантните институции, со тоа што многу сме горди на моментот што веќе добивме одговор и тоа добивме одговор од општина Старо Нагоричане, од општина Куманово сектор за екологија и од јавното претпријатие Куманово паркинг. Куманово паркинг изреагира со момент дека беше барано да се осветлат некои улици и населени места, со тоа што рекла дека можат да одговорат во Соколана, местото познато како Серава и главната улица кај Средорек во Куманово. Старо Нагоричано беше поднесено барање за чистење на реката Пчиња, со што ни одговорија на барањето дека ќе биде според стратегија и акцијски план кој имаат изготвено, ќе биде изреагирано по тоа барање, додека од општина Куманово секторот за екологија беше поднесено барање за депонија и отпадот, со тоа што според нивната стратегија се предвидува дислокација на депонијата. Дефинирани се најголемите проблеми со кои се соочуваат младите во руралните средини, а од Норгесвел потенцираа дека е зголемена и свеста за основни демократски фундаментални права на младите од руралните средини во Североисточниот плански регион, насочена кон релевантните институции кои имаат надлежност за решавање на нивните проблеми. Многу ни значи следењето од медиумите на сите активности кои што беа спроведени, затоа што тоа е и цел на нашиот проект, да можеме активно да ги информираме младите од 15 до 24 години во руралните средини за се што може да направат и како да придонесат во своите локални заедници. Со проектот Граѓанско учество во руралните средини зајакнате се и вештините на младите за вмнежување и настап пред мас медиумите преку нивно учество во дебатни емисии. Најмладата публика од Кратово денес ќе има можност во киносалата во општината да ја проследи изведбата на детската театарска представа Волшебникот од Оз во изведба на Театар Куманово. Во однос на културната понуда, Кратово се подготвува за големиот музички фестивал Златни денови 2016, кој ќе понуди музика за сите вкусови и генерации.
Во рамки на манифестацијата Топол културен бранд 2016 во организација на Општина Кратово, а со финансиска поддршка од Министерството за култура, најмладата публика во Кратово ќе има можност да ужива во детската театарска представа Волшебникот од Оз во изведба на театар Куманово. Топлиот културен бранд ќе го започнеме со детската театарска представа Волшебникот од Оз во изведба на театар Куманово. Тоа ќе биде сега, значи, во сабота, на 2 јули, а после тоа продолжуваме со концерт на поп-рок составот Пеперминт и уште еден настан имаме во рамките на Топол културен бранд. Тоа е поетско читање на поезија од Блаже Конески во интерпретација на актерот Лјупчо Тодоровски УПА. Општина Кратово се подготвува и за третото издание на фестивалот Златни денови на 8, 9 и 10 јули на градскиот плоштад. Организаторите најавуваат богата музичка програма за сите вкусови и генерации, а звезда на фестивалот е Бора Чорба со составот Рибја Чорба. Повторно оваа година фестивалот ќе трае 3 дена, значи имаме 3-дневна програма и тоа започнувајќи од првиот ден кога всушност вечерта ќе биде отворена со настапот на етно составот Монистра. Исто така и двете вечери ќе ни гостуваат големите звезди, малите пинкови звездички, ќе ги надополнат, нели, ќе надополнат програмата. После нивниот настап, значи, ќе следува една убава фолк вечер која што е концепирана со наслов најголемите македонски фолк хитови во последните 25 години, каде што голем број од нашите најпопуларни, да кажам, пејачи од македонската фолк естрада ќе ги исполнат едни од најслушаните македонски фолк хитови во последните 25 години. После тоа следува настап, односно мал концерт на нашата поп-рок пејачка Дани и после тоа следува настапот на Тајзи Спејко. Секако забавата продолжува на градскиот базен каде што ќе имаме настап на диџеј. Втората фестивалска вечер ќе ни биде отворена со Европскиот тамбурашки фестивал, кој исто така традиционално веќе неколку години поред се одржува во Кратово и нуди на вистина богата програма со настап на повеќе тамбурашки оркестри од целиот Балкан и пошироко. Секако, значи, како што кажа, втората вечер е во сабота, нели, на 9 јули. Следува настапот на Трио Гранде, исто после тоа имаме надополнување со пинковите звезди и звездички, настап на Владко Илиевски и секако од звездата, да кажам, на фестивалот, настапот на Бора Чорба со неговиот, нели, состав Рибја Чорба. Тука ја завршуваме втората вечер. Повторно ќе кажам, забавата продолжува на градскиот базен и третиот фестивалски ден е посветен на најмладите, односно на дечињата. Тука е настапот на звездите од Златно славеќе. Организаторите традиционално очекуваат гости од целата земја и пошироко, со апел на времено да обезбедат сместување со оглед дека сместувачките капацитети се ограничени. Куманово го покажа своето хумано срце. Околу 1000 евра се собрани на хуманитарниот концерт за помош на Александар и Мартина, кој се одржа во Центарот за култура Куманово во организација на Александра Трајковска, Оливера Трајковска и хуманитарната организација Крепост. Кумановка веќе 3 години во селото Челопек одгледува гоџи бери на површина од 3 декари. Оваа култура последниве години се популаризира меѓу македонските земјоделци, а од ден на ден се повеќе се зголемува свеста на луѓето за купување на ова квалитетно овошје. На површина од 3 декари во селото Челопек, кумановката Розита Трендафиловска околу 3 години одгледува гоџи бери бобинки, која вели ако сакате да чекате длабока старост, да сте здрави и да изгледате млади, рецептот е еден: подкаснувајте од екзотичниот плод гоџи бери. Станува збор за растение која бара многу работа и посветеност, вели таа, додавајќи дека е едно од најмоćните супер овошја кои постојат на светот. Животекот на вегетација 6 пати и повеќе кроење, бербата оди рачно со ракавица да не дојде до оксидација и еден човек може само 5 килограми на ден да набере. Силните антиоксидантни својства од гоџи бери го прават супер храна, која ќе ви подари многу здравје и подобар животен тонус. Лековитите квалитети доаѓаат и од големото количество полисахариди. Тој влијае исклучително позитивно кај кардиоваскуларните болести, воспаление, очни проблеми и пречки на нервниот систем. Поради неговите квалитети тој го стимулира метаболизмот и од него килата се топат побрзо и здраво. Гоџи бери го забавува и процесот на старењето, го намалува високиот крвен притисок и чува од различни алергии.
според Ораковата табела, што значи Oxygen Radical Agents Absorbance, значи гоџито е на врвот на таа табела, најголем антиоксиданс кој воопшто постои. Има 500 пати повеќе С витамин од портокалот, 13 пати повеќе протеини од интегралната пченица и многу други вредности кои се за бенефит на поздравието. Трендафиловска вели дека луѓето имаат голем интерес за купување на гоџи бери како овошје, а цената на истото се движи околу 500 денари за килограм. Таа има изработено флаери кои им ги дели на луѓето со цел да може да се запознаат од блиску до гоџито. Од минатата година има остварено соработка со голем маркет во Македонија, каде го продава својот производ, а исто така има набавено и сушара која што ја користи за сушење на оваа овошје. Таа сушара е интересна затоа што користи природен енергенс, соларна енергија во комбинација со електрична. Тие имаат различити капацитети, зависи од потреба на производителот. Оваа година, оваа сезона на нашите трпези ќе има гоџи произведено, одгледано во Македонија и сушено во Македонија. Трендафиловска минатата година искористила грант за самовработување и 60% од вредноста на сушарата е покриен со тој грант. Таа упати апел до граѓаните на Македонија да користат исклучиво домашни производи. Секој оној производ кој го има знакчето македонски производ, значи поминува низ едно такво регулативно тело, што значи конгломерат од институции, Агенција за храна и ветерина, Министерство за земјоделие и сето тоа резултира со квалитет кој ќе ги прошири границите на Македонија надвор кон светскиот пазар. Инаку татковината на растенијето гоџи бери е Кина и Хималаите, но за неколку години таа е хит меѓу европејците и американците. Европските и американските научници го сметаат за овошје на векот. Секој земјоделец што го пријавил производството на пченица ќе добие дополнителна субвенција од по 6000 денари за хектар или по 2 денари за килограм. Откако производителите на пченица побараа повисоки цени од оние кои ги нудат мелничарите, надлежните донесоа одлука да интервенираат на пазарот. Секој земјоделец што го пријавил производството на пченица ќе добие дополнителна субвенција од по 6000 денари за хектар или по 2 денари за килограм. Ако се има предвид дека земјоделците бараат цената да не биде пониска од 11 денари за килограм, а мелничарите сметаат дека цената не може да биде повисока од 8 денари, државата покажа одговорност и вети поддршка за производителите. Ќе се обидеме земјоделците да добијат 10 до 11 денари за пченицата, зависно од квалитетот. Ова не е некоја добивка, но е доволно за одржливо производство и за засејување на површините до година, вели министерот за земјоделство Михаил Цветков. Цветков порачува дека Министерството ќе интервенира и со помош во делот на складирањето на пченицата, со што ќе се намалат количините на пазарот и ќе се стимулираат повисоки цени. Обезбедивме 80% субвенции за складирање 30.000 тони пченица, од кои 15.000 во Прилеп и уште толку во Жито Вардар. Земјоделците ќе треба да плаќаат само 12 денари месечно, зашто чувањето на лебното жито е 60 денари за тон, објаснува министерот. Имено во Македонија месечно се трошат околу 11.000 тони брашно, односно 15.000 тони пченица. Годишно се увезуваат околу 50.000 тони, најголем дел од Србија. Оваа година и во Македонија се очекуваат рекордни приноси. Засадени се 80.000 хектари, 10.000 повеќе од минатата реколта. Се очекува да се добијат и над 240.000 тони лебно жито. Ова би значило дека земјава може да покрие 80% од потребите со сопствено производство. Поради зголемената фреквенција на возила на автопатот кон Грција во текот на летото, медицински тими возило на итна медицинска помош постојано ќе бидат присутни на овој автопат. Медицински тими возило на итна медицинска помош од денеска постојано ќе бидат присутни на автопатот кон Грција, со цел медицинската помош да биде што поблиску при евентуални сообраќајни несреќи во услови на зголемена фреквенција на возила во текот на летото. Оваа наредба од Министерството за здравство важи за месеците јули и август. На терен наизменично ќе дежураат екипи од службите за брза помош при здравствените домови од Штип, Велес, Кавадарци, Неготино, Валандово, Гевгелија и Струмица, изјави доктор Антоан Паракеов, началник на службата за итна медицинска помош при здравствен дом Кавадарци. Возилото со медицински тим ќе дежура деноноќно или на 113 км од Скопје, каде што е денеска, или кај бензинската станица кај Демир Капија.
Поради зголемената фреквенција на возила на овој автопат во текот на летото и со цел медицинската помош да е што поблизу во случај на сообраќајни несреќи, изминатите 2 години во текот на летниот период на 113 км од Скопје постојано дежураше возило на брза помош. Смените наизменично ги држеа вработени од службите за итна медицинска помош од Кавадарци, Неготино и Валандово. Минатата година дежурството беше порано прекинато заради ангажираноста на овие служби околу мигрантите во Гевгелија. Сега да го проследиме прилогот за вчерашниот хуманитарен концерт за помош на Александар и Мартина. Во Центарот за култура Трајко Прокопиев Куманово се одржа хуманитарен концерт за помош на Александар и Мартина во организација на Оливера Трајковска и хуманитарната организација Крепост, која како и многу пати досега ја покажа својата хумана страна и ја разбуди свеста на кумановци да помогнат на едно семејство да се спасат 2 живота. Значи акцијата почна доста скромно, пратејќи го чекорот и постапката на Даниелка Маковски, одлучивме ние да се вклучиме со свој скромен придонес. Изненадувачи кумановци веднаш стапија, значи во оваа акција се продаваа мајци со логото на Крепост, се правеа донации од нивна страна. Куманово навистина покажа свое хумано срце, само дека оваа акција ќе биде една од многуте кои ќе следуваат и да го дигнеме овој семејство на нозе, за да тие кои ќе пораснат нели направат добри дела на другите генерации по нив. На концертот настапија 5 на кумановски пејачи и танцови групи, а граѓаните со своето присуство, како што истакна Оливера Трајковска, дадоа трошка за насмевката на Александар и Мартина и подадоа рака на нивната мајка Јасмина Додевска. Се собравме денеска да дадеме една трошка за насмевката на лицата на Александар и Мартина. Јас мислам дека сите вие што сте овде направивте нешто големо. Вашето кафе, кое што може би требаше да ги спиете со пријателите, со роднините, или некоја седенка која што ја имавте, ја откажавте за да вечерва бидете со нас. Од Крепост изразија голема благодарност до градоначалникот и советот на општина Куманово, како и до сите поголеми фирми во Куманово кои што им излегоа во пресред и дадоа своја безрезервна подршка во реализирањето на овој концерт со кој беше постигната целта. Собрани се околу 1000 евра кои ќе бидат донирани на семејството на Александар и Мартина. Чешката влада не планира никаков референдум што би го довел во прашање членството на Чешка во Европската унија и во НАТО. Предноста на Хилари Клинтон пред Доналд Трамп се стопи на 9 поени. Најмалку 26 лица загинаа во сообраќајна несреќа во Кина, кога автобус заради избушена гума излетал од автопат. Чешката влада не планира никаков референдум што би го довело во прашање членството на Чешка во Европска унија и во НАТО. Членството на овие организации за земјава е гаранција за економска стабилност и безбедност, се вели во соопштението подпишано од владиниот портпарол Мартин Ајрер. Владата на тој начин реагираше на изјавите на председателот Милош Земан, кој рече дека не би имал ништо против национален референдум за повлекување на Чешка од Европската унија, иако како што рече самиот би гласал против тоа. Опозицијата неговата изјава ја оцени како напад врз приоритетите на чешката надворешна и одбрамбена политика во последната деценија. Според пратениците на коалицијската партија, тие поддржуваат разгледување на закон за референдум, што е во собраниска процедура, но сметаат дека не е добра идеја да се одржи референдум за повлекување на земјата од Европската унија. Предноста на кандидатката на Демократската партија за американски председател Хилари Клинтон пред нејзиниот соперник од Републиканската партија Доналд Трамп опадна на помалку од 10% за прв пат во последните 2 недели, покажуваат податоците од најновата анкета на институтот Ипсос. Анкетата спроведена од 27 јуни до 1 јули покажува дека Клинтон води со 9,4%. Во претходното истражување на јавното мнение, нејзината предност изнесуваше 11,2%. За Клинтон се изјаснуваат 43,9% од анкетираните, за Трамп 34,5%, додека 21,7% не поддржуваат ниту еден од двајцата кандидати. Клинтон е популарна меѓу младите луѓе и малцинството, како и меѓу луѓето со високо образование. Трамп пак е поддржан од белците, луѓето со ниско ниво на образование, пензионерите и честите посетители на црковните служби. Анкетата е изведена помеѓу 1080 лица. Маргината за статистичка грешка изнесува 3,5%.
Најмалку 26 лица загинаа во сообраќај на несреќа во Кина, кога автобус заради избушена гума излетал од автопут во Амбис, информираа денеска локалните власти. Автобусот во кој се наоѓале 30 лица несреќата доживеал доцна синоќа, а 4 лица од Тринава биле пронајдени живи, пренесоа американските медиуми. Несреќата преживеале контролорот на билетите, вториот возач и двајца патници, наведуваат локалните медиуми. Кинеската агенција Xinhua објави дека автобусот ја пробил заштитната ограда на автопатот Тиангџин-Џисан на околу 80 км од Пекинг. Македонската одбојкарска репрезентација славеше против австријците и ќе се надпреварува со Естонија во финалето на Европската лига. Во битката за златото на Final Four турнирот кој се одржува во Варна, македонските спартанци ќе излезат на мегдан со Естонија, која што во драматичен меч беше подобра од селекцијата на Бугарија со 3-2 во сетови. Дуелот во Варна траеше 133 минути. Домакините пропуштија меч топка при резултат 15-14 во решавачкиот сет, за да потоа гостите го искористат моментот и дојдат до финале. Претходно Македонија со 3-2 славеше против австријците. Ова воедно значи дека Европската лига ќе добие нов шампион. Досега ниту Македонија, ниту Естонија нема триумфирано во ова надпреварување. Лани естонците славеа на 2 од 3 пресметки, со тоа што нашиот триумф дојде во полуфиналето на завршниот турнир во Полска со 3-0. Битката за златото е на програмата утре од 17 часот, а 3 часа претходно Австрија и Бугарија ќе играат за бронзата. Женската ракометна екипа на Куманово на 4 јули во понеделник ќе го дознае противникот за настапот во Челендж Еврокупот. Според неофицијални информации, можни противници на ракометарките ќе бидат тимовите од Балканот, а првите мечеви ќе се одиграат на почетокот на септември. Ракометарките се на пауза до 1 август, а потоа следуваат подготовките за новата сезона, во која имаат обврски на 2 фронта, во домашното првенство и Европскиот Челендж Куп. Противникот за европскиот настап ракометарките ќе го дознаат во понеделник, кога ќе биде извршена жребката. Без разлика на секој противник е опасен, па поради тие причини, секоја кола повеќе во Европа ќе значи голем успех за оваа генерација. Клучната работа е екипата да се добро подготви за европските купови и домашното првенство, а главен предуслов за тоа ќе биде вкупна финансиска консолидација на тимот. Минатата сезона ракометарките во многу тешки околности на клубот и градот му донесоа изворени резултати, па поради тие причини за следниот циклус се надеваат на многу поголема поддршка. Како што не информираат челниците на клубот, овие денови треба се сретнат со челниците на Сојузот на спортовите и градоначалникот за да слушнат од нив дали може да сметаат на нивна поддршка за престојното првенство. Да се надеваме дека градот ќе најде сили да ја помогне на екипата со многу повеќе финансиски средства. Во спротивно, оваа генерација ќе се најде на крстопат. Победникот на прволигашкото надпреварување Работник донесе уште едно искусно засилување во името на некогашниот репрезентативец Златко Мојсовски. Екипата на Работник со големи амбиции ќе влезе во новата надпреварувачка сезона. Новиот суперлигаш денеска го потпиша македонскиот репрезентативец Златко Мојсовски, кој е шестото засилување на овој клуб. Предходно во Работник дојдоа Филип Чурлевски од Вардар, јуниор Мите Караиванов од Охрид, пивотот од Мароко Ашраф Адил и Младен Филич од Србија. Десното крило, кој е долгогодишен репрезентативец, минатата сезона како играч на Работнички беше меѓу најдобрите стрелци во домашниот шампионат. Фудбалерите на Велс, дебитанти на континенталните првенства, приредија вистинска сензација на Европското првенство, откако во четвртфиналето со 3-1 ја совладаа Белгија. Велс е првата селекција од Велика Британија, која по пауза од 20 години избори пласман меѓу најдобрите 4 селекции во Европа. Дебитантот на континенталните првенства Велс продолжува да го живее својот сон откако целосно ја надигра Белгија, репрезентација која важеше за еден од фаворитите за титулата. Велс, односно селекторот Крис Колман, тактички целосно го надигра Марк Вилмотс, кој уште еднаш потврди дека нема капацитет да ја предводи оваа исклучително талентирана генерација на белгиски фудбалери. Белгија фуриозно влезе во мечот. Теренската доминација белгиците ја материализираа во 13-та минута кога Наингголан од 30 метри постигна прекрасен гол.
Во тој момент на теренот постоеше само еден тим. Ремзи започна да диригира со играта на Велс кој израмни во 30-тата минута преку капитенот Вилијамс. Белгија започна поангажирано во второто полувреме, но нивниот налет го спречи Робсон Кану, кој во 55-тата минута постигна спектакуларен гол. Во 85-та минута, Воукс, кој неколку минути претходно го замени Робсон Кану, со глава трет пат ја погоди мрежата на репрезентацијата на Белгија. Велс во полуфиналето ќе биде значително ослабен, бидејќи поради жолти картони нема да може да настапи Ремзи. Во четвртфиналето на Европското првенство во фудбал вечер Германија игра против Италија. Тие се најуспешните фудбалски нации во Европа, две репрезентации во форма на 15-тото Европско првенство во Франција, земји што речиси секогаш одговараат на предизвикот на големите надпреварувања. Дуелот на Германија против Италија за многумина е финале пред финалето. Континенталните тешкачи се сопственици на 8 светски титули и на 4 европски заедно, ке се судрат вечер во 21 часот во Бордо во надпревар за фудбалските гурмани. Неверојатен трансфер се случи во Турција. Капитенот на Фенербахче и турски репрезентативец Гокан Ѓонул одлучи да потпише договор со лутиот ривал Бешикташ. Оваа негова одлука ги изненади сите во турскиот фудбал, а најразочарени се фановите на Фенербахче, за кои што Гокан Ѓонул од најомилен стана најомразен лик. Тој во редовите на Фенербахче мина цели 9 сезони, па токму и затоа преселбата во градскиот ривал Бешикташ е помалку неверојатна. Но сепак Гокан Ѓонул потпиша 4-годишен договор со тимот на Бешикташ, а тоа предизвика вистинска навивачка револуција во Истанбул и во цела Турција. Времето во Македонија во пладневните часови на повеќе места ќе биде нестабилно со поројан дожд, грмежи и засилен ветер, локално и во форма на невреме. Од недела до вторник ќе преовладува стабилно време со слаб до умерен, а во понеделник повремено засилен северен ветер. Дневната температура ќе биде во благо опаѓање. Тоа беше се што подготвивме за вториот дневник, почитувани гледачи. Бидете со нас и во 20 часот. Пријатно попладне.